Се враќаме ние дома, имаме и ние наши прекрасни туристички локации, имаме ние наши бисери. Таква е Шапка, односно целата Шарпланина, особено Попова Шапка, врвот кој е синоним за снежните спортови во Македонија. Таму е одржана најстарата балканска манифестација во скијање и таа манифестација практично е бисер на скијањето на Балканот, во регионот. Во минатото Македонија беше втора најатрактивна дестинација во поголемата држава по Словенија и земјите од регионот признаваа дека Шапка е прекрасен зимски туристички центар, дека патеките за скијање се прекрасни, меѓутоа што од неодржување, што од промената на временските прилики и услови, нели неуслови кои што владеат за скијањето воопшто во светот, со глобалното затоплување се разбира, ние се уште не најдовме начин да обезбедиме вештачки снег со цел да обезбедиме услови за скијачите да се вратат, односно да не си заминат воопшто од Попова Шапка и да привлечеме другие, па скијачката федерација оваа година реши да ги преземе неопходните чекори и какви такви услови, какви и да беа, а беа солидни, реши во секакви услови, по секоја цена да го организира Шарпланинскиот куп со цел веќе еднаш конечно да се врати на спортската мапа. Оваа манифестација се одржа 40-тото издание, па го немаше Шарпланинскиот куп цели 12 години и еве сега се одржа 41-то и искрено од оние што беа таму, што бевме таму, може да кажеме дека ниту еден присутен не зажали тие 2 дена што беше присутен на Попова Шапка. Еве дел од она што се случуваше, заедно со колегата Горан Милковски од спортската редакција бевме таму, тој регистрира една репортажа, па да видиме за што станува збор, како беше на Шапка. Уживајте во следните прекрасни кадри од нашиот спортски и планински бисер. По пауза од 12 години, или поточно од 2013-та, Шарпланинскиот клуб се враќа на падините на Шара. На патеката Езерино, подигната неколку стотини метри од вообичаеното, поради временски услови, настапија вкупно 37 надпреварувачи, од кои 32 во машка и 5 во женска конкуренција. Условите беа тешки. Пред се сакам да кажам дека после 12 години Шарпланинскиот клуб се враќа тука во Попова Шапка и сите сме многу задоволни со тоа. Ние како техничка поддршка, како Попова Шапка, сме изненадени од сите, од цела организација и после толку многу години рачунајте, купот е вратен. Прво да кажам дека одговорноста е огромна, затоа што оваа трка, како што кажаме, нема од 12 години, така да чувството е одлично. Завчера беше преку 10 степени, тука стартот се помести нагоре, али сега денес имаме Сабалево се одлични услови, температура, имаме снег, да, температурата е под 0, така да очекувам дека имаме одличен надпревар денеска и утре исто така. Голема поддршка имаме од скијачкиот центар Попова Шапка, Шарпланинскиот куп и за Македонија, и за скијачката федерација, и за целото скијање на Балканот е од огромно значење. Како што сами знаете, тоа е првиот и најстариот настан на Балканот и се надевам дека традицијата ќе продолжуваме понатаму. Со двете слаломски трки во машка и во женска конкуренција, исто како и вчера, денес беше вториот надпреварувачки ден на 41-то издание на Шарпланинскиот скијачки куп, најстарата манифестација во опско скијање во Балканскиот регион, која што датира од далечната 1947 година. Она што посебно радува е ентузијазмот, желбата за што поквалитетно издание на самите надпреварувачи, но и на организаторите кои што потсетија на некогаш славните времења на оваа манифестација. Почитувани присутни, драги љубители на скијањето, ценети надпреварувачи, тимови, организатори и гости, ви се обраќаме од името на Скијачката федерација на Македонија.
Добре дојдовте на завршната церемонија на 41-то издание на Шарпланинскиот куп, надпревар со долга и славна традиција, најстариот меѓународен скијачки надпревар на Балканот, кој оваа година повторно е заживеан по пауза од цели 12 години. Во машкиот слалом бугаринот Константин Стоилов повтор пат ја оправдал фаворитската улога. Денес ја оствари втората слаломска победа, овој пат со 68 стотинки предност пред македонскиот репрезентативец Мирко Лазаревски, а трет беше вториот бугарин Иван Главчев. Во женскиот слалом нова победа за Марика Дева од Косово, како и вчера повторно пред бугарката Мија Пол и македонската представничка Ева Милевска. Покрај медалите и паричните награди, Стоилов и Девај го добија и традиционалниот мал шарпланинец. Купот беше и дел од државното првенство, каде што Лазаревски и Милевска ги освоија титулите во машка, односно во женска конкуренција во слалом. Ева Милевска на третото место денес, беше и вчера, меѓутоа за жал поради дисквалификација не беше во пласман. Меѓутоа честитки за третото место денес, истовремено и за прво место во домашна конкуренција во државното првенство. Фала ви многу, беше убаво да се вратам на домашен терен во Македонија. Сите ние тренираме надвор на запад, на Алпите, го бркаме снегот и беше убаво да се собереме на еден настан во годината и да се тркаме таму каде што сме сите започнале. Кои се твои планови за иднина и каде се гледаш можеби за година 2, 3, 4, можеби во светскиот куп, на Олимпијада, на светско првенство? Јас повеќе сум во брзите дисциплини, спуст и супер G. Лани ми беше прва година во ФИС, го направив најдобриот женски резултат во спуст. За жал имав повреда на коленото со лигаментите, така да оваа сезона ми е сезона на рехабилитација, сезона на враќање. Останувам да се фокусирам на здравието и да имам добра и квалитетна рехабилитација. Се надевам во јуниорското скијање, тоа се 5 години од кои ќе влезем во ФИС, така да до 21 година да влезам да се натпреварам во Европа куп, па можда и светски куп. Мирко Лазаревски денес одличен на втората позиција, малку не остасуваше можеби да застанеш на првото место, меѓутоа најдобар си во домашна конкуренција. Како си задоволен од ова што го оствари на Шарпланинскиот куп? Така, задоволен сум. Пробав само да дадам максимум да искам најдобро што можам. Само на тоа се мислеше и на крајот испадна навистина одлично. А како ја оценуваш конкуренцијата? Главно беше од околните земји. Па да, можеме да кажеме дека Бугарија има доста силна конкуренција, имаат еден скијачи во светскиот куп кој годинава победи. Не беше толку лесна, имаше доста добри такмичари, ама се надевам дека и наредната година ќе биде уште појако и ќе биде подобро. Колку за тебе е важно тоа што Македонија повторно се обидува да направи една голема квалитетна манифестација како што е Шарпланинскиот куп? Така, одлично е, баш бев изненаден кога дознав дека година ќе има пак. Кога бев мал, го гледав мојот тренер тука и нели, како секој дете мечтав некојаш дека ќе скијам и ми се исполни уште подобро што имам и награда некако тука. 41-то издание на Шарпланинскиот куп влезе во историјата, веќе од денес треба да се размислува од Скијачката федерација на Македонија и од сите одговорни од општина Тетово и Министерството за спорт како да се презентира Македонија, Попова шапка и оваа скијачка манифестација која што по 12 годишна пауза се врати на сцената да биде помасовна, поквалитетна, со поголем број надпреварувачи од оние вистинските спортски велесили и секако колку тука македонските надпреварувачи ќе можат да бидат конкурентни во борба за малиот шарпланинец. Веруваш ли дека оваа манифестација повторно ќе се воздигне на оној пиедестал на кој што беше далечната пред 12 години. Всушност стана збор за така најстарата манифестација на Балканот. Да. Веруваш дека ќе ги примаме од Балканот кај нас? Знаеш зошто верувам? Знаеш зошто верувам? Затоа што луѓето што сега го водат спортот се решени да ја вратат Македонија на спортската мапа, таму каде што треба да биде, да се врати она годишна програма, агенда на многу настани. Зборуваме за Шарпланински куп, зборуваме за Мавровски меморијал, зборуваме за Охридскиот маратон, кој што за жал е паднат на многу ниски гранки. Зборуваме за други битни датуми во текот на годината на кои што треба да се одржуваат спортски манифестации, така што Македонија заслужува барем еднаш во месецот да има една убава спортска манифестација. Имаме многу услови за тоа, природата многу ни дала,
спортот е на главно се одвива нели на отворено ваквите настани, така што не е лошо да како ќе ги поттикнеме да ја и имаме на таа младите агенда. генерации? Која е поинтата? Не само што ќе ги тоа е поттикнеме младите генерации, туку ваквите спортско-рекреативни настани имаат многу пошироко значење, многу бенефити. Туризмот се развива, во Македонија доаѓаат луѓе од регионот, економскиот аспект ќе потрошат пари тука, парите ќе останат нели во нашата индустрија, ќе ја промовираат нашата земја, така што ете ќе зборуваме и во појасот по 9 часот за промоцијата, за развојот на можеби и инфраструктурата. Повеќе ќе бидат поттикнати да во делот на осовременување, особено на инфраструктурата кога е во прашање, така што кога постои интерес за нешто, кога постои интерес за нешто, тогаш самиот интерес го поттикнува човекот да го развива тоа, меѓутоа треба прво нешто да понудиме, нели не можеме да бараме ништо ако не нудиме ништо. Од Бога ни е дадено, само што треба како да го чуваме и да го одржуваме. И да го представиме тоа.